Училиштата ги отворија вратите за учениците. Започна новата учебна 2016-2017 година. Со насмевка на лицето, најмладите жители на Карпош повторно седнаа на училишните клупи. Возбудата беше најголема кај првачињата. Во нивните погледи можеше да се забележи и радост, но и малку страв од она што ги очекува. Добре дојде на првачињата и многу успех и среќа на останатите ученици, им посака градоначалникот Стефче Акимовски. Ние започнуваме успешно ова учебна 2016-2017 година. Сите 10 основни училишта се реконструирани, офарбани, значи влегуваат во чисто, готово во ново. Во основното училиште Петар Попарсов набавивме и компјутерска опрема, училница за анимација, ботаничка градина, кај првачињата обезбедивме клуб и ормари и така натаму, што значи дека сите квалитетни услови со квалитетни наставници се обезбедени за успешен старт на учебната 2016-2017 година. И јас на првачињата им посакувам да соберат многу знаења, да имаме Нобеловец од Карпош, да имаме познати писатели, хирурзи, инженери, политичари, се она што го дава животот и едно училиште, и ги повикувам родителите да имаат повеќе доверба во наставниот кадар, затоа што готово да наставниот кадар повеќе време поминува со нивните деца отколку тие како резултат нормално на зафатеноста на работните обврски и така натаму, и тоа треба да биде една заедничка стратегија за успешен развој, успешно образование, како и создавање на квалитетни навики на младите луѓе од општина Карпош. Како и секоја претходна, така и оваа година, училиштата подготвено ја дочекаа новата учебна година. Основното училиште Владо Тачевски денеска ги прими првачињата. Така ги прими со пригодна свеченост. Убаво и што градоначалникот честни беше што беше и тој гостин, и затоа рековме успешно ја почнуваме, затоа што со најуспешниот сме во денес на првиот училишен ден. Колку првачиња вкупно се запиша оваа година? 120 првачиња се запиша, 2 целодневни паралелки имаме и 2 класични. И во ова училиште, како и во останатите, беа реновирани дел од училниците. Што се работеше изминатиот период за време на летниот распуст? Беа офарбани дел од училниците, беа офарбани сите ходници, офарбана и подновена беше физкултурната сала за побезбедно вежбање на нашите деца, така да во целост училиштето свети. Освен училиштата, на 1 септември своите врати ги отвораат и градинките и овие детски установи подготвени за новата година. Ова година ќе стартуваме со уште еден клон од градинката Пролет во населбата Козле, кај местната заедница Кузма Јосифовски Питу. Започнуваме со изградба на градинка во населеното место Бардовци. Од тие причини ние и не прифаќаме да доаѓаат деца од други општини, се со цел да има доволно простор и доволно место за нашите деца од општина Карпош, што значи дека со изградбата на градинката во Бардовци ние ќе имаме одлична покриеност, ќе имаме 14 местни заедници, а ќе имаме 10 градинки, што значи ни останува само уште узлакуќени да изградиме, и со тоа имаме одлична покриеност, одлична мрежа на детска заштита на територија на општина Карпош, и сакаме да обезбедиме квалитетни услови за нашата најмлада генерација, да не ги тискаме, да не има многу деца, да не се случува 2 деца во едно кревече да спиете така натаму, и затоа ќе извинат оние граѓани од другите општини кои што сакаат да ги запишат децата кај нас во нашите градинки, меѓутоа ние секогаш мора да имаме слободен простор за нашите најмлади жители. Летото и летните одмори се веќе зад нас, а новата учебна година и официјално започна. Нам ни останува само уште да им посакаме многу успех и среќа на сите ученици.